Интересна работа е во родителствувањето. Чујте, појако сече искуство е различно, што значи сите муабети што ги правиме тука, за некој се скрос различно. Ама тоа не значи дека не треба да си го кажеме тоа што си го доживуваме, така? Пошто не за друго, не дека нема милион луѓе што кажуваат приказни на темата, ма се што имам видено досега од видеа се е некако површно, истите муабети се прат, никој не кажува за вистинските работи што се случваат, за некои работи што се далеку побитни од тоа кој бренд налишта и дали бил еко памуко или не знам што. Оти луѓето во глобала мислат дека како нив што му се случва само така е, никако поинаку не по. И ќе те убедват, немој ова да правиш, немој она да правиш, немој не знам што. А индивидуална работа. Еже јас ќе манам уште една епизода да си кажем од моја гледна точка како стат работите. Па вие како сакат. Ако чини супер, ако не чини, појте правиш. Ета, ај се едно шпицуле и одиме. Ајде вате, пуштај. Покрај тоа што сакат да кажат луѓето што треба во животот да прави, исто така многу сакат да кажат што не ти треба. Ова не ти треба, не го купувај, она не ти треба, не го купувај, нема. Неки ти го користи. Така и за деца. Изгорени се кажат не купувај лишта не ти требаат, не купувај кревет не ти треба, не купувај ова не ти треба, она не ти треба, релаксатор не ти треба. Ама тоа го кажат од нивното лично искуство. Не значи кај тебе ќе функционира. Дебек зашто ти е кревет, кај тебе в кревет ќе оклаиш и добро ќе оклаиш, што вистина најубаво ќе спие кај тебе в кревет, најмирна ќе му е душа. Ама ти така не спиеш во тој период. Така се кратки спиењата и со шубе и со звуци и со сите марифети. Уже в кревет да ти оклати вака да седиш како укмосан в кревет, цел век да бидиш ни полунаспан, четврт може да бе. Не заспиваш едноставно, длабок сон не те фаќа. Оти ти е шубе, оти имаш мало човече таму. Ама некој кој ќе оклаеле в кревет плачел. Поре луѓе бебе ќе плачи и ќе се навик. Денешно време барем интернет постои милион финти имат луѓето, ќе клај мајца од мајка му одоздола или од татко му или шо дае нешто ќе клај. Ќе најдат чар. На нашиот пример кој не му се спие кај сакаш клај. Кој му се спие, сегде заспива. Така што и да ти кажат може да не функционира за вас. За шо и да се работи, за жал мораш да пробаш прво па да видиш. Са некои работи не можеш да ги пробаш, пример релаксатор не можеш да го купиш да пробаш до врат. Ама ако имаш некој што има релаксатор, убаво е да го однесиш да го пробаш. Или да го земиш, пример, ние заедовме од брачет ми релаксатор. Го кладовме, не седи мали овната. 2-3 дена поседи ни еднаш клај го плачи одма и го вративме назад. Јарно, ама после тоа рековме ќе купиме друг тип на релаксатор, ако седи јарно, ако не ќе одајме поклон негде и тоа е. Ај не го седи. А нема ти седи 2 години, ама не ни треба 2 години, а седи доста е 10 на 15-20 минути да ти одседи внатре, за да можеш ти ако си сам пајнци нешто ќе земиш, јадење ќе си направиш шо било, ме сваѓа. Милион работи има. Пошто ако сте покедуши дома и не е страшно, едниот ќе одржи, другиот ќе сработи. Ама ако си сам или сама на моментот, пример мажот ти е на работа или жената излезе на нека обврска, заврши, ќе одржиш враце цело време. И се има деца не седат во каков сакаш клај го релаксатор, не ти се. И то не е оти детето е многу разгалено, леле го галите не го учи врат. И то изгорени се да велат, немој враце да го учиш. Море ти дали ќе го учиш или не, природата таа е. Не постои животно во светот што неки враце кај мајка му да биде. Или кај татко му, не битно. Значи вие му сте сигурноста, се му сте ви. Нормално дека поке ќе сака враце да биде отколку в кревет, колку сака нека е удобен кревет. Поудобно од ова тука нема. А бога ми нема и посладко, јас да ти кажам. Мене кој стигна ми рече, остај го само враце го држиш, не туку го бацвај. Море моје си, што сакам ќе му правам. И некојаш вистина се преморва човек, пошто печескила се во прашање, ништо ме сваќа, ама кој одржиш 1 сат, не е баш така лесно. Ама на крајот на денот преби мене рацете да ми испаднат и да ми е имене најубаво и него најубаво, отколку да го остам в кревет да плачи, оти така ми рекол некој не го учи, остај го нека плачи. Прекајте работа таму. Тоа уствари гледната точка од која што идат родителите оби. Ау, ние шо имаме пропатено и од нивна гледна точка дека тие имат пропатено и сите патат, ме сваќа. Ти кажува што да не правиш за ти да не патиш. Аз никогаш не можам да разберам родители што патат, пошто што ти е работа во животот. Работа е воопштото и муабет да се прави, ама добро, ајде, на крајот на денот кој те праша? То вистина тежината не е само физички и психички е многу пат. И неспан и отепан од работа, гладен, жеден, то не спие, не знаеш шо му е. Нормално е дека има такви моменти. Никој
Нигде не рече дека мет и млеко ќе тече од сите страни 24/7, ама па тоа е убајната. Таков е животот општо, за да можеш да го оцениш то сладкото суштество што го имаш и моментите сладки што ги имаш со него, мораш да имаш и поинакви моменти. Иначе ако е се мет и млеко, нема да знаеш да ја цениш убајната. Исто како што нема да знаеш да го цениш сонцето, ако не видиш дожд во живот, ако не поминиш некоја бура од кај ќе знаеш дека сонцето е убаво ќе свети. Ако нон-стоп ти свети сонце, довде ќе ти дојде. Така што можда најубаво совет што можам да ви го дам е слушајте совети, ама не прифаќајте се. Значи третирајте ги советите со внимание, со кујдес, со резерва да не речам. Оти тебе може да ќе ти функционират тие совети што ти ги дават, ама можда и нема. А за стварите за купување, како што рековме, најубаво е да можеш да пробаш. И знам дека денешно време сите сакаме спремни да бидиме пред време. Кога ќе дојди бебето, цела детска соба наместена, кревет и чуда, ти реков ми рече, а нема потреба. Чи ти спреми си алишта, пелени, тоа што ти треба, тоа што е есенцијално да речам, ама другото може било кога да го земи. Не е најбитна сликата на Инстаграм што ќе се клај дека бебето дојди, дека собата е направена. Во рете ќе правите слики милиарда после. Исто така како сме веќе кај купување ствари, околу креветчиња и такви работи. Од тој јас што можев да го видам, можам да речам една работа. Сите такви производи за бебиња, без разлика кај ќе ги купиш и колку ќе коштат, квалитето е мање више ист комплетно на сите. Дали ќе коштат 10 или 25.000, ако мислиш дека некоја огромна разлика во квалитет ќе платиш, размислиш еднаш, брат, јас да ти кажам. Пошто се изгледа супер на сликите кои ќе видиш таму. Или ќе ош во живо наместен и ќе речиш, ова поскапо, можда поарно или не знам што. Врска нема. Квалитето на сите му е како за во земја од некој трет свет таму. Така што не гледајте многу по цените, гледајте нешто што ќе ви биде вас практично. И денес се модерни времења, кревети со механизми, со чуда, со нишање, со ти реков ми речи. Ама колку поќе механизми на тој квалитет, толку поќе работи може да се расипат за многу кратко време. Така што поедноставно поубаво. И нешто што најмногу ќе ви помогне во целата ова приказ е нешто што не се купува со пари, а тоа е луѓе, фамилија. Не за џабе во свето велат треба едно цело село за да се одгледа дете. И сега не знам, отеа многу често луѓето не се баш во добри односи со фамилија, со пријатели така натаму. Порано сите секој ден со гости бевме или гости имавме или на гости одевме, сега никој нигде не оди, никој со никој не збора, со мајки, со татковци спокарани. Чекајте малце мо. Јас разбирам, се случува во животот, има некои работи преку кои не можеш да поминиш и така натаму. Се е тоа во ред. Ама тоа е најбитно дур сте сам. Кога имате нов живот во животот, кога имате едно ново човече на личност нова што е одговорност на сите, фамилија на сите ва. Тоа сте сите одговорни, тоа се трга настрана друго. Ти не дека ти не можеш сам да го одгледаш. Има луѓе што сами гледат деца и одат на работа и се прат. Во ред. Значи никој не ви одзема ништо од вашата способност. Исто така никој нема да ви речи браво што направивте, море сам го одгледа, алал да ти. Значи медалја никој не ти да. Зато лавете си ја душа. Тргнете си ги разликите со фамилите, оти не сте свесни колку полесно ќе ви биде на сите да функционира. Има луѓе што се супер со фамилијата, ама се странство негди немат избор. И да сака не може да викни некој да му помогне. А тие тука цел век со мама, со тато живи, на крај муавет не правиме. Чекајте малце бе. Абе не сте поќе најбитни. Не знам оти е то толку тешко да се свати. Сам се неќам да испадне ако наметнување некој. Ако некиш баби, дедовци се мешат, нека не се мешат. Ваша работа си е, како реков. Сите совети ги земаш со резерва и мој. Пошто колку и да е некој експерт, никој не е експерт за твоето лично. Ама мене ако ме најдете, аз би ги остел сите фамилиарни разлики на страна, кој ќе дојде нов живот. И то важи и за младите и за старите, не да се правите паметни по старите или по младите, овај вака, онај така. Кога ќе дојде нов живот, сите егото си го оставате на страна за фамилијата да може да функционира како што треба. Особено вие повозрастните, што треба нели помудри да сте. А вие помладите што сега станвате родители или сте веќе родители. Советот што јас би ви го дал, што би ви го олеснал животот, е на секое прашање од фамилијата и од пријателите да одговарате со да. Да не сакаш да дојме да го поддржиме малце. Да. Да не сакаш да го почувам јас да дремниш ти да одмори. Да. Да не сакате за јадење, за пиење нешто ви направам, ви дојсам. Да. Да не сакате пајнци да ви измијам нешто, машина ви пуштам. Да. Значи секоја помош што ќе ви ја понудат, речи му давеват. Пошто кој што рековме, никој нема медалја да ти даде ако му речиш не. Чи никој бравос не ти вели, лабај си ја душа. Ем тие ќе си направат кеф, ем ти ќе одмориш, не сте свесни колку значи 2 сати, 2 сати. Оти многу луѓе велат, шо има то, ке легни ти, ке легниш. Абе некој бебиња спијат, ќе го најадиш одма, заспива, станва само за јадење. Некој бебиња не спијат, сакат внимание, некој нешто сакат внимание кое земат да урлат, имавме тука по комшите деца порано. Без престан дење
ноќе што плаче. Значи кај секој различно. И тие што имат спиено со бебе во собата знаат дека бебето не е како порано што веле спие ко бебе. Ко бебе спие понекога. Понекогаш спие бетер од возраст, со звуци, со премествања, со чуда. Па ќе му дојдат природните процеси во стомахот, па ќе стега, па чуда, па јачи со ова и ти не можеш како родител, не можеш да нестаниш кога слушнеш звук. Што значи никогаш не си во длабок сон. Друго е да знаеш дека го оставаш со баба му ќе го думка, ќе го крла, се ќе направи што треба и отпоќе, и ќе го нарани ако треба, и ако не треба ќе го нарани. Ќе отспиеш 2 сати 3, ќе освежиш скроз. Или ќе дојди ти дурси со него, ќе ти измијат пајнци, ќе ти направат за јадење, или па ако не можат да ти направат, доста е да седи да го гледа, го занимава, му тропа со нешто, ти ќе си направи. Ама многу значи. Има луѓе што плачат за помош, што се супер со фамилијата, ама странство е негде не може. Ќе оди еднаш 2 пати мајка му, еднаш 2 пати другата мајка, ама толку е. Значи ако ги имате сите, ако се здрави, живи, веќе сте благословени се. Ако неки шти ради некое его или тие ради некое его да направите функционира работата, тоа значи стварно нема смисла, така. А бога ми и ова време трајањето на епизодите нема смисла. Така што си викам да завршам тука епизодава, да не ви дојди многу информации, чуда и совети. Оти после па секој ќе ви кажам па нема да ви интересно. Така што толку од мене за денес. Вие останете си на нашата програма, ние се гледаме наредна епизод. Поздрав, имајте убав ден.